Јас сакам посебна благодарност и посебен поздрав за демократско, победничко, револуционерно, херојско и европско Куманово. Да ви кажам, кога ја договаравме оваа трибина, и со заменик председателката, и со раководството, баравме која е најдобра локација за оваа трибина и каде би било најсимволички исправно да ја правиме. Тогаш се присетив од времето кога бев и граѓански активист и од времето кога бев во граѓанското општество активен и заедно со Фани секогаш во Куманово сме имале најдобри трибини, најдобри настани и сме се чувствувале најубаво на овие теми. Тоа не е случајно и не е само од себе, тоа е затоа што навистина со години, со децении, па и со векови, Куманово гради таков дух. Дух на заедништво, дух на космополитизам, дух на отвореност и еден европски дух, кој што до сега многу пати се обиделе да го совладаат, но никој не успеал да го совлада. И затоа сум сигурен дека и денешнава трибина е вистински потек што е во Европско Куманово, затоа што и 2001 и 2015 и сите овие години Куманово покажа дека има нескротлив и нескршлив социјалдемократски дух на заедништво и европски дух. Во таа смисла сакав да подкажам неколку работи, иако председателот многу работи веќе ги кажа, ќе се обидам да не се повторувам и само да преку неколку факти, неколку бројки, но и неколку политички оценки дојдеме до онаа клучна разлика, резултати што прават разлика меѓу нас и ДПМН. Знаете, наједноставно кажано, разликата помеѓу нас и ВМРО ДПМН е како разлика меѓу патриоти и националисти. Ние не правиме разлика меѓу патриоти и предавници и тоа никогаш не сме го правеле. Ама и разлика постои меѓу патриоти и националисти. Патриотите сакаат, националистите мразат. Патриотите се борат да изградат нешто, националистите гледаат што повеќе можат да срушат. Патриотите гледаат колку мостови повеќе можат да изградат, а националистите колку може мостови да запалат. Патриотите се за интеграција, националистите се за изолација. Тука е клучната разлика меѓу нас и нив, затоа што ние секогаш сме биле патриоти, за жал, еден најголем дел од ДПМН секогаш се служеле со национализам и за собирање на ефтини политички поени. Токму затоа, сметам дека граѓаните го препознаваат ова и дека ќе можат да ја направат оваа разлика и сега и во предходните 6-7 години на скоро сите изборни циклуси и дека ќе ја направат и наредната година. Затоа што ние се бориме со тој искрен државотворен патриотизам да конечно ги исполниме нашите стратешки цели. Исто така една клучна разлика меѓу нас и нив е што нашата европска приказна е реалност. Јас се сеќавам, еве тука го гледам и Трајан Димковски и другите, со кои што со години сме се бореле да им ги приближиме европските фондови на нашите граѓани, на обичните граѓани, на земјоделците, на наставниците, на интелектуалците, на бизнисмените, на оние кои што во секојдневниот живот треба да ја почувствуваат Европската унија во она што го работат. Секогаш сме се труделе европската приказна да биде реална и кај нас е секогаш реална. За жал, ВМРО ДПМН европската приказна смета за една бајка, за една илузија, за една лага која што треба да само да не довесла до наредните избори и преку нив, а после тоа повторно по старо. Тоа е навистина суштинска разлика. Нивните бајки за милиони евра економски пакет, нивните бајки за повторно преговарање на преговарачката рамка, нивните бајки дека нас не чека нешто друго освен светла европска иднина, ќе пукнат како меур од сапуница, како сите нивни досегашни бајки. Како бајката за бугаризација, како бајката за бришење на идентитетот, како бајката дека Фронтекс нема да се подпише, дека од јазикот ќе се откажеме. Сета таа паника и страв што ја шират меѓу граѓаните, на крајот ќе им се удри од глава. Не затоа што ние сме
ние сме секогаш во право, туку затоа што тие секогаш се обидуваат со лаги да ги превеслаат граѓаните само до наредните избори. Така ќе биде и овој пат. Нашата европска приказна се темели на реални факти, реални проекции, реални ветувања и на веќе постигнати резултати. Но она што го сакаме е повеќе и побрзо да достигнеме до каде што се денес. Чешка, Словачка, Романија, Бугарија, Хрватска. Знаете, во минатото немаше толку луѓе кои што одат на работа во Хрватска, а денес има многу. Затоа што само минатата година имале 15 милиарди евра приход од туризмот. Затоа што за 10 години членство во Европската Унија повлекле 25 милиарди евра европска помош во автопатишта, во земјоделие, во инфраструктура, во развој на туризмот и на бизнисот. Ние се бориме за тоа. Ако денес преку ИПА помош добиваме во просек 100 милиони евра годишно, ако добиваме проекти кои што се во висина од околу 100 милиона евра секој. Еве сега добивме 250 милиони евра, 4 проекти во инфраструктурата, во енергетиката и во животната средина. Ние се бориме за кој ќе станеме членка да добиваме толку колку што добиваат сега членовите на Европска Унија. Ако сега добиваме 100 милиони евра годишно, тогаш да добиваме 1 милиарда годишно. Хрватска повлекла 25 милиарди евра за 10 години. Ние сакаме да ги повлечеме тие пари за да изгледаме како секоја современа, модерна, демократска и развиена држава денес во 21. век на Балканот. И не сме ништо помалку вредни од било кој во регионот. Не вредиме ништо помалку, нити можеме да постигнеме помалку. Напротив, само треба со мудрите одлуки да ги тргнеме сите пречки. Председателот убаво кажа, ние пред 25 години да сме ги завршале сите овие тешки прашања, денес сме немале да се занимаваме со нив. Денес можеби ќе бевме кај што е Хрватска. Ама не сме ги решиле, сме ги оставиле да останат до сега да ги решаваме. Изборот е наш. Ние може да ги оптовариме и нашите деца со овие проблеми. Да им кажеме, знаете, ние немавме сила, бевме многу мудри, свативме дека ќе има штета по нашите кариери и се одлучивме да не направиме ништо. Се одлучивме од нас да ви го префрлиме проблемот на вас. Па моите синови, нашите сите синови, керки да се занимаваат со тоа прашање повторно, да преговараат со Бугарија, да бараат шаре во други држави. Ние тоа не сакаме да го направиме. Сакаме да ја понесеме одговорноста за да нашите деца не мора да ја поднесуваат и за да нашите деца живеат во Европска Унија. На крајот само ќе кажам една работа. Што е нашата визија? Визијата е дента 2030 година, кога ќе станеме членка на Европската Унија, да ги собереме сите туѓи пасоши кои што нашите граѓани ги земале во овие години на чекање во чекалната и да ги однесеме во амбасадите на другите држави и да кажеме благодарам наши соседи или подалечни соседи, ние ви ги враќаме овие пасоши, не ни требаат затоа што нашиот дом стана Европска Унија, затоа што Северна Македонија стана Европска Унија.